Додека сите други еден по еден ги умираат своите моноволуменци, Lexus реши да се вклучи во пазарната трка во овој сегмент. И тоа сериозно, правејќи ја глобален модел втората генерација на луксузниот LM, кој досега се нудеше само во Кина и неколку азиски земји. Дизајнот на ова комби ќе остави непоправливо поделени мислења. Ке има такви на кои ќе им се допаѓа, но поголем дел сигурно ќе го мислат истото што и ние. Но затоа, кога ќе се погледне внатрешноста, сите ќе останат без зборови. Замислена и изведена како израз на статусниот символ и материјалната благосостојба на оние што се возат во него, иницијално нуди повеќе отколку што може да се свати дека е потребно. Платформата од Camry и Highlander со прилагодливи амортизери обезбедува мирно возење, а каросеријата долга 5125 мм и висока 1945 мм широкограден простор. На возачот на располагање му се виртуелна инструментабла и мноштво камери за надзор на целото опкружување на возилото, а на сите патници кожен интериер и пријатна атмосфера што ја обезбедува Марк Ливинсон на музичкиот систем. За организација на внатрешниот простор достапни се две опции. Првата е со 3 реда седишта за 7 патници и поединечни фотели во средниот ред. Загревани и со електрично задвижување, секоја од нив во наслоните за раце има посебен екран чувствителен на допир. На покривот е монтиран панел за управување со климатизацијата, а електронскиот помошник може да препознае гласовни команди кои стигнуваат од различни места за седење во возилото. Полуксузната верзија располага со само 2 фотели во задниот дел, електрохроматско стакло со различен степен на пропустливост на светлината и телевизиски приемник од 48 инчи. Седиштата може да бидат поставени така да овозможуваат пријатни сништа, а електрониката се грижи при нагли запирања патниците да не излизгаат од нив. Плюс на се тоа е и активниот систем за пригушување на бучавата. Новиот Lexus LM дебитираше со хибриден погон на сите тркала, а за некои пазари ќе следат и чисто бензински верзии. Срцето му е 6-цилиндрично, 2,5 литарско спарено со континуирана безстепена трансмисија, чии 250 конски сили ќе го дотераат до максимални 190 км на час. Ќе следи и посилна верзија со 350 коњи и 8-степен автоматски менјувач, чии спецификации не се објавени. Ниту цената не е позната, но сигурно е дека ќе биде изгор голема.